Речиси сите македонци се русофили ако се слуша се посилната предизборна реторика на Дуи. Според Ахмети и неговите сопартици, сите кои не сакаат уставни измени под овие околности и бугарски услови се влюбеници во Русија и Владимир Путин. Доколку се видат бројките од последните анкети, дури 80% од македонците добиваат руска етикета бидејќи не прифаќаат бугарски уцени. Интегративците без понуда играат на карта русофилија, па дури си ја промовира и кампањата на Словена, не на Русија, да на Европа. Да кажеме не на Русија, да на Европа. Пред вас едногласно се залагам дека нема да бидеме дел од ниту една влада што не го менува уставот и ќе излеземе во опозиција, да се бориме и да ќе победиме овие екзистенцијални закани за нашата земја. Иста реторика како лидерот на партијата имаат и неговите главни соработници, во прв ред Артан Груби, кој важи за најблизок до Ахмети. Во повеќе наврати тој ги прогласи за руски соработници, оние кои не сакаат да ги прифатат бугарските условувања, кои Ковачевски и Османи прифатија да станат услов за Македонија на патот кон Европската унија. И имаме сили кои што јавно кажа за што се залагаат за Европски фронт. И имаме други кои што се уште немат кажано за што се залагаат, а ние би сакале да чуеме за што се залагаат. Дали се залагаат за Руско-Источен фронт или за Европски фронт. Османи пак смета дека 80% од македонците кои се против бугарските уцени покрај за Русија биле и за Северна Кореја, а не за Европа. Дали поддржувате политички структури кои што сакаат државата да биде членка на Европската унија или тие што сметаат дека треба да има алтернативни структури од типот на средбата на рускиот претседател со севернокорејскиот претседател. И таму се зацртува една нова алтернатива на Европската унија. Инаку според повеќе анкети спроведени минатиот период, над 60% од сите граѓани во државата се против францускиот предлог. Процентите се уште повисоки кога ќе се видат само етничките македонци. Тие меѓу 70 и 80% се против уставни измени под овие услови, а за се околу 15%.